Зборовите кои ги толерираме денеска го обликуваат општеството во кое ќе живееме утре. Тие се моќна алатка која може да изгради мостови меѓу заедниците, а може и да ги сруши. Говорот на омраза започнува ненаметливо. Шега во училница, коментар под фотографија, објава на социјални мрежи, наслов во медиум, слоган на улица. Зборови повторувани доволно долго што почнуваат да звучат нормално, а кога ќе се нормализираат, водат кон дискриминација, дехуманизација, сегрегација, па дури и конфликт. Соседите стануваат странци, а странците непријатели. Затоа, повеќе не се работи за тоа дали зборовите се важни, туку за тоа каква иднина бираме да создаваме со нив. Мислам дека политиката намерно придонесува ние да живееме во два паралелни светови. Во една страна македонците, во друга страна албанците, веројатно третата страна се другите етнички заедници, но мислам дека ова се прави заради полесно продирање кај гласачите, бидејќи ние сме земја која што произлегуваше од еден друг систем. Влегувањето во плуралистички систем на некој начин ги зацврсти етничките идентитети, односно етнокултурните идентитети. И многу е полесно да манипулирате со емоции, со чувствата на граѓаните кои што се однесуваат на припадност во смисла на колективитет. Во одреден голем дел се мисли на етничката припадност и затоа мислам дека политичарите не само што не се обидуваат да изнаоѓат решенија, бидејќи решенијата постојат. Дека постојат вкоренети поделби во Северна Македонија покажуваат и сите анализи и мониторинзи на говорот на омраза. Најголем дел од регистрираните случаи се однесуваат на етничката припадност. Зад нив се нападите врз политичките противници и родово базираните напади. Најплодна почва за ширење говор на омраза е интернет просторот. Не само објавите на социјалните мрежи, туку и сензационалистичкото пренесување од страна на медиумите присутни на интернет ги разгоруваат штетните наративи. Медиумите, особено оние што се членки на Советот за етика, што сами се обврзале дека ќе ги почитуваат етичките норми, а тие имаат обврска не само да ги исчистат, да ги тргнат коментарите, туку тие имаат обврска во својата продукција, во своите текстови, да ги разобличат актерите, да посочат на свесноста кај населението дека тоа не води и не е добро нешто што ќе ја гради заедницата во иднина и да учествуваат во еден процес што кај нас не се случува, а треба да се случува по примерот на поразвиени демократски општества, да бидеме сите учесници во градење на културата на политичка коректност. Неказнивоста создава атмосфера на опуштеност кај сторителите и ги обесхрабрува жртвите да ги пријавуваат случаите. Кога се работи за говорот на омраза во текот на 2024 и првата половина на 2025 година, регистрирани се 138 инциденти. Во овој период, само еден случај доби судска разрешница и резултираше со 1 година условна казна затвор за сторителот. Сметам дека нашите институции кон говорот на омразата се однесуваат сосема индиферентно. Мислам дека кај обвинителството и кај нашите судови не само што не постои волја, туку мислам дека недостасува и компетентност и стручност за одлучување за вакви специфични предмети кои што се однесуваат на говорот на омразата, врз етничка, верска, расна и некоја друга основа. Сме имале примери кога од годишната квота на пријавени и обработени жалби, да речеме ако се 100, 15 до 20% да бидат врзани за членот 10, кој вели дека новинарот не смее да зборува со говорот на јазик и не смее да дискриминира. Најчестите грешки се прават во онлайн сферата, во онлайн порталите,
кои имаат пракса на копи-пейст новинарство, тие земаат соопштенија од партиите и од А до Ш ги пренесуваат без никаква новинарска обработка, што не е добро новинарство. Прво, не е добро како продукт медиумски, а камоли како одговорност при работата. Медиумите не се единствените кои брзо пренесуваат пораки. Сите облици на уметноста со кои секојдневно живееме, исто така ги обликуваат ставовите на поединците. Музиката и филмот, како најраспространети форми на уметност, се чини имаат најголемо влијание во градењето слика за различностите. Творештвото во народната музика. Ние имаме песни кои што содржат не говор на омраза, туку многу говор на омраза кон македонскиот народ и кон албанскиот народ. Можам да ви набројам, значи, многу песни кои што содржат стереотипизација и кои што зборуваат многу негативно за другиот народ, но јас најдов, на пример, на YouTube каналите, кај што се емитуваат овие песни, на ваква песна. Значи, ни на небо, ни на земја, за албанците место да нема. Место нема. Во друга песна на албански јазик се вели дека Господ ја создал ова земја за албанците и не дозволуваме никој да ја земе. Значи, нивната интенција, значи секој од нив кој што твори вакви патриотски, да речеме, според мене антипатриотски, бидејќи тие се против оваа држава, бидејќи не влијаат врз развојот на државата. Филмот се покажа како моќен креатор и модератор на перцепцијата за одредени национални, верски и расни групи. Новите генерации филмски автори се во мисија преку своето творештво да се борат против овие стереотипи. Nëse kthehemi më herët në filmat e mëhershëm si filmat me italian ose me Rozo Xhertë janë paraqititur si një shoqëri mafioze, do thotë ka dhënë një ndikim shumë negativ. Ose filmat e mëhershëm që janë paraqitur afroamerikanët, që i kanë paraqitur me një nivel shumë të ulët të dhunës ose të krimit, do thotë edhe ajo ka dhënë një ndikim shumë negativ. Dhe në pastaj duke ardhur duke zhvilluar shoqëritë, duke kuptuar ndikimin e filmit, kanë filluar të paraqesin pamje më të realta, jo vetëm negative, për shkak se për mos të krijuar paragjykime dhe mos të krijuar urrëtie mes tyre. Треба да преминеме од едно стереотипно прикажување на етникумите во еден друг начин на размислување, бидејќи сепак сите сме луѓе и тоа треба да не биде почетна точка. Во бизнесот на задоволството идејата ми беше да ги свртам малку работите, дека нели секој може да биде добар и секој може да биде лош и дека не е важно кој од која националност. Така што во овој филм имаме и добри и лоши од двете страни, кои што кога ќе видиме, нели кога се работи за бизнес тука нема разлики, значи тие што не се добри луѓе, без разлика од која националност ќе продолжат да го прават тоа што го прават. И обратно. По реакциите на публиката се забележува желба за кршење на бариерите, но и се чувствуваат последиците од долгогодишната поделба. Многу интересен детал би сакал да кажам, кога ги правевме проекциите на филмот, после гледањето е што од албанската страна многу луѓе ги фалеа македонските глумци, а од македонската страна ги фалеа албанските глумци за нивниот перформанс во филмот. Тоа многу се израдував заради тоа, бидејќи пред се увидовме дека нема доволно културна комуникација, не се знае едни со други дека воопшто постојат и дека работат. За среќа не многу, но имаше неколку коментари на социјалните мрежи во кои што бев обвинет дека филмот лошо ги представува македонците конкретно и дека најверојатно сум зел некои пари и дека сум платеник на некои си абстрактни странски сили.
Меѓутоа, јас на тој одговор, на тој коментар, одговорив културно со тоа што кажав дека моето име е Гоце, дека мојата фирма се вика Македонска крепост и дека земјата имам представувано на над 100 фестивали во странство. Pra, filmin ndoshta jo çdo herë që mund të ndalë këtë urrëtitjen ndëretnike apo ta shëroj kompleksin e një shoqërie, por çfarë mund të bëj, mund të krijoj empati ndaj njëri tjetrit. Nëse një film, ja e marrim shembull në Maqedoni, paraqiten një shqiptar që ka një burr shqiptar ose familje shqiptare që kanë një hall, kanë një problem dhe kanë një mërzi ose duan të ikin nga vendi se nuk i kanë kushtet e mira, mendoj se automatikisht edhe një maqedonas ose edhe një rom, edhe një turk do të identifikohet me këtë problem dhe do ta krijojë një empati që do ta shohin se kanë проблеmin e njëjtë në vendin ku jetojnë. Глобалните успеси на новите филмови покажуваат дека единствено нешто што ни е суштински важно е човековата емоција, а не неговата припадност. Ne kemi filmin më i shikuar i vitit të kaluar ishte DJ Ahmet, që nuk flet as shqip as maqedonisht, por gjithë filmi flet turqisht. Dhe kjo e tregon se do thotë mund të bëhen filma shumë të mirë ku publiku në Maqedoni do të shkon së bashku në kinema. Во DJ Ahmet имаме цел 99% од филмот е на турски јазик и тој сепак е македонски филм кој што направи огромен успех на светско ниво. И тоа е дел од македонската култура, колку што е дел од турската култура, веќе се случува на ова територија. Освен уметноста, и спортот ги спојува културите на едно место. Иако на терените гледаме тимска игра и почит, сепак на трибините поделеноста е гласна, исто колку и навивањето. Во многу држави, навивачки групи се служат со говор на омраза, а неретко тоа води и до насилство. Кај нас сме слушнале најразлични навредливи скандирања со повик на насилство. Сме виделе секакви пароли со националистички пораки. Сме биле сведоци на физички пресметки, нереди и палење знамиња. За разлика од клупските надпреварувања, кога игра фудбалскиот национален тим, атмосферата е сосема поинаква. Тимот е мешан, а се чини дека ниту на играчите, ниту на навивачите не им пречи тоа што капитенот е од албанска националност. Значи, факт е дека на спортските надпревари, на спортските стадиони, секогаш имаме повици за насилство, многу широк спектар на говор на омраза, првенствено врз етничка основа, но и врз други основи. Мислам дека овој факт потекнува од фактот што ние самите навивачки групи ги имаме значи именувани со воинствени имиња. Ние имаме навивачка група која што се нарекува Комити и навивачката група на Шкендија се Балисти. И на спортските надпревари често се мисли дека таму се надпреваруваат албанците и македонците и сметам дека решението треба да се бара во диалогот. Во Британија, кога имало многу насилство врзано за фудбалските надпревари, оформиле институт за фудбалски навивачи. И тој институт од научна гледна точка пристапува во анализата на тоа зошто луѓето реагираат со таков набој и со толкава омраза кон другите, врзано за спортски надпревари. Кај нас не сум слушнала дека има некој сериозен пристап за приближување на навивачите или за подигање на нивната свесност дека тоа не води кон ништо добро. Свесни за своето влијание, организаторите на големите европски надпреварувања видливо истакнуваат пораки за мир и против дискриминација и насилство. За разлика од негативните вести кои ги пренесуваат медиумите, позитивните примери, иако не се толку популаризирани, сепак прават големи разлики. Жителите на село Лопате токму преку спортот ја манифестираат својата сплотеност. Минатата година, за жал, во нашето село се случи еден трагичен настан, во кој што животот го загуби нашиот совраѓанин Ватко Стојмановски. Ватко Стојмановски беше едно многу позитивно, ведро момче, кој што другаруваше со сите, без разлика на вера, националност, старост. Пас иницијатива со Шокото ти Али Сулеймани,
të organizojnë një ndeshje për ta respektuar dhe për ta nderuar Vllatkon. Ne si organizator e pranuam pa hezitim dhe organizuam një ndeshje futbolli në nder të Vlatko Stojmanovski. Si u pranua te ne, u pranua shumë mirë nga të gjithë, nga të rinjtë e fshatit, njerëzit e fshatit, dhe ishte një ndeshje vërtet emocionuese, se si që thash më parë, Vlatko ishte një djalë i fshatit tonë, një djalë i ri, një djalë i shoqëruar, dhe besoj se edhe në të ardhmen ta përkujtojmë Vlatkon ashtu siç ka qenë. Dhe kjo ishte puna më e vogël që mund të bënim për Vlatkon dhe për familjen e Vlatkon. Турнирот во мал фудбал кој го организираат од 2019 година се одвива на теренот на училиштето, кој ги учи децата на почит и разбирање уште од мали нозе. Marrin pjesë ekipe shqiptare, ekipe maqedone, në stafin organizativ jemi gjithë rinia e fshatit, përfshirë shqiptarët edhe maqedonët, dhe gjithçka këtu organizohet në mënyrë të përbashkët. Në sport nuk ka dallim nacionaliteti, nuk ka dallim kultura, nuk ka dallim feja, po gjithmonë jemi të bashkuar për të arritur deri te qëllimi. Domethënë këtu në shkollën tonë, në fshatin tonë, nuk ekziston fjala urrejtje ndaj maqedonëve apo te maqedon urrejtje ndaj shqiptarëve. Училиштето Битолски конгрес во село Лопата ни покажува дека образовниот систем игра клучна улога во создавањето соживот. Можем слободно да кажем дека начинот на кој што живееме ние македонците и албанците во нашето село би требало да биде пример како треба воопшто во државата да влади еден добар соживот помеѓу двете доминантни националности во државата, македонската и албанската националност. Јас како знам за себе, а и од моите предци, од родителите, од бабите, од дедовците, не се памети некој инцидент, сериозен инцидент, да се случило помеѓу македонците и албанците. Таа слога, тоа единство, тој добар соживот помеѓу двете доминантни националности во нашето село се пренесува од колено на колено со традиција. Ние тоа го имаме наследено од нашите предци, го негуваме тој дух на добар соживот и го пренесуваме и на нашите идни генерации. Може би причината заради која што, еве јас како ја гледам малку, заради добриот соживот, е токму училиштето кој што е позади нас, во кој што учиме заедно и македонците и албанците. Значи ние уште од најмала детска возраст, уште од 5-6 години, ние се учиме на тој соживот. За разлика од Кумановско Лопате, во кое живее мешан етнички состав. Тетовско Жеровјане е со исклучиво албанско население. Во училиштето Лирија, една наставничка е етничка македонка. Наставничката Сања се чувствува целосно прифатено од колегите и учениците. Сум се наоѓала или се наоѓам уште во една албанска средина во која што нема ниту еден македонец освен мене во двете училишта. Инаку јас сум Сања, предавам македонски јазик на деца од албанска заедница или албанска нација. Така да не ми представувало проблем до денес, поради тоа што мислам дека од помош ми што го знам албанскиот јазик, знам како да владеам со децата и може тоа ми представува голема помош. Unë jam mësimdhënëse shqiptare, kurse kolegja ime Sanja është maqedonase. Bashkëpunimi në profesional bazohet në respekt të ndërsjellë dhe komunikim të hapur. Ne e mbështesim njëra tjetrën në punë, japim këshilla profesionale dhe ndihmojmë në raste të vështira. Me bashkëpunimin tonë ne u tregojmë nxënësve se respekti dhe puna ekipore janë vlera shumë të rëndësishme. И двете наставнички чувствуваат одговорност, преку личен пример, да им покажат на учениците како треба да се рушат етничките бариери. Гледам дека има, например, ученици кои што ги учат од дома, имаат проблем, ама се интересираат кога ќе им кажам, например, и само за себе дека знам, например, од верата делови, дури многу повеќе од нив и се чудат. Ама треба и мојата реченица или мојата порака кон нив беше
Вие сте млади и вие сте оние кои што треба да го свртат светот за 360 степени. Значи, ако вие не направите чекор напред, нема кој. Имам представено дека и тие се луѓе и ние сме луѓе. Има, да, не викам не има стереотипи, ама мојата цел е да бидеме заедно и на нив им е многу интересно, наставнички, ти знаеш албански да зборуваш и сета е како што знам и јас, така и вие треба, барем за една основна комуникација. Инаку во друг случај се немам почувствувано дека ми имаат одбиено или навредено, не, нити пак од моја страна, далеко од тоа. Për shembull, tema e fundit që ne e patëm vitin e kaluar kur ndodhi rasti me Koçanin, nxënësit e kishin si temë për solidarizimin me këtë rastin, me ngjarjen, ato e pritin shumë me si t'ju them pa me empati, po. Не само просветарите, новинарите, уметниците и спортистите, туку и сите други чинители во општеството ја носат одговорноста да действуваат во насока на сплотување. Целта е создавање средина во која ќе има многу искрени пријателства, неоптеретени од било какви стереотипни бариери. Токму такво е пријателството на младите Јасмин и Матеа. Ниту се иста националност, ниту се иста вера, ниту учат во исто училиште, а сепак по само едно запознавање развиваат нераскинливо пријателство. Ние се запознавме пред 10 години во 2016. Се запознавме во Никола Карев, бидејќи тогаш мајка ми и незината мајка се дружеа и од тогаш кога почнавме се дружиме и од тогаш кога се не разделало, кога не доби раки сме, кога оваа година правивме 10 години другарствена. Како што кажа Јасмин, нашите мајки не запозна и после само кога станавме премногу блиски, само кога си одговаравме една на друга. Почитам низината националност и она мојата и немаме проблем со тоа. Меѓу нив и во круговите во кои тие се движат, пријателството не познава никакви граници. За жал, се уште се случува националноста на Јасмин да се користи во навредлива конотација. Заедно со Јасмин и нејзината најдобра другарка Матеа лично ги доживува ваквите непријатности. Повеќето време знаат да ми кажат кога ти си шиптарка и такви некои работи што не разбирам што дошто тоа треба не дели, што ако сум шиптарка пак сум добар човек. Пример, зависи од кој доаѓа, например, ако е некој така поблизо што го знам, кога нема тука да ми земете, само ќе кажам кога добар брат престани, кога не е смешно, ако некој друг знам да се скараме или кога само не ми е гајло. Мислам дека треба само луѓето кога поише да разбера дека тоа што сум по друга националност или вера, кога тоа не значи дека сум различен човек, пак сите сме луѓе, сите сме исти. И мене тоа ме боли, бидејќи не можам ни да го опишам нејзиното чувство, кој што она го доживува секој ден или не знам никога, и само кога мислам подобро ќе биде луѓето да не ги интересира или само да си тират своја работа за која националност е друг човек. Таа ја имам многу другарки од моја школа и одделение, им кажувам за Јасмин, цело време ја зборувам дека ми е најдобра другарка, како сестра ми е, и дека сме премногу блиски, и ќе им кажам дека е како албанка, и они не ми е гајле, уште ми кажува дека е многу убава, дека многу е добра, и барем ја пробам тие што имаат негативни мисли да ги тргнам од мене. Дека човек не се раѓа со предрасуди, туку тие се учат, гледаме во нашето секојдневие. Додека на лично ниво сите имаме добри односи со нашите сограѓани, вештачки создадената поделба е се уште многу гласна. Паролите, испишани низ градот со кои се повикува на насилство и смрт, коментарите на интернет кои предизвикуваат лавина од говор на омраза и реториката која неретко ја користат политичарите, предизвикуваат чувство на непријатност, не само кај оние кон кои се усмерени, туку и кај секој од нас поединечно. Па секогаш помислувам и искуството како новинар ми се чини ми покажува дека зад нив стои организиран пристап. Или се тоа фудбалски навивачи, или се тоа подмладок на некоја политичка партија. Јас барем така гледам и навистина пак ќе потенцирам од новинарското искуство, ова го знам. Ретко кој сосед од малото кај што живееме ќе излезе и со спреј ќе напише нешто многу погрдно за другите луѓе. Сите имаме лично искуство кое е позитивно,
а вкупно искуство што ни го градат политичарите и медиумите и целото општество, кое е генерално негативно. И овие две работи некако се неспојиви, ако добро размислиме. Говорот на омраза не е природна состојба, туку научено однесување. Тој се одржува со молк, со неказнивост и со повторување. Но истите тие простори, училиштата, улиците, спортските терени, медиумите и уметноста, можат да бидат места на разбирање, почит и поврзување. Кога децата учат заедно, кога уметноста раскажува искрени приказни, кога спортот спојува, а зборовите се користат со одговорност, поделбите губат сила. Примерите кои ги видовме не подсетуваат дека со животот не е апстрактна идеја, туку секојдневна практика. Денеска, се почесто бираме по истите тие ѕидови на кои некогаш се испишувала омраза, да испишуваме пораки за љубов. Кратки, едноставни реченици што не бараат објаснување, само човечност. Бираме зборови кои лечат, наместо зборови кои повредуваат, затоа што на крајот општеството во кое ќе живееме утре започнува со зборовите кои ги бираме денес.